Се доаѓа од темнината, од празнината. И се назад се враќа. Душата ми чемреje во ништавило и плаче како слепородена жена што прогледала. Колку манастири ни оставивте во срцата. Колку гладни нахранивте, жедни напивте. А земни цареви ви ги разделија моштите. Каде ви таа сила што ридови подига? И каде ги заклучивте чудата? Да, чудата.
Уште ќе копаме под старото дрво исушано од молитви. Под порталот на црквата разурната, ода на темници ќе копаме. Под темнината на ридот, длабоко под зидот на времето, ќе ископаме светци. Маченици Божи по патиштата Господови и непознати. Ако постои ден значаен за градов, ако постои темел на кој треба да го подигнеме своето срце и својот ум, ако бараме стожер за кој ќе се држиме во сите времиња и невремиња, идентитет наш и лице на Струмичани, наша сила, наш ветер во грб, наш мир, наша надеж, наша молитва. Има ли поголем ден од 11 декември за Струмица? Почитувани, добре дојдовте на свечената седница по повод празникот на градот, заштитниците на Струмица, светите 15 тивериополски свештено-маченици. Нека денешниот ден не подсети за вистинските вредности кои треба да ги носиме со нас и во нас. Оние универзални траги кои човека го прават различен од се околу него. А како би го постигнале тоа, не знаејќи ги своите корени и својата историја, врежана длабоко во сршта на градов? Потикнати од оваа идеја, да на Струмичани им доближиме дел од тоа минато и ја подвлечеме неговата епохалност. Годинава, со подршка на градоначалникот на општина Струмица, господинот Костадинов, направивме еден краток документарец за кој ми се чини дека не постои посодветен миг за промоција од денес. Уживајте. Така предавани на горки казни, едни на зверови, други на оган или вода, или на меч, или на некоја друга смрт. На најжесток начин ги предаваа своите души на Бога. Такви и поголеми од нив страдања трпеле христијаните, додека царувала длабоката ноќ на неблагочестието и на неговите заштитници. Но, христијанскиот крст, за да го просвети и доведе до сознание и самото царство, и со тоа да го покаже како вистинско царство, неспособно да робува на глуви и бездушни идоли. Затоа Христос, сонцето на правдата, најнапред испратил некои зраци, предходници на совршената светлина на сознанието, да ја растераат сосема ноќта, да покажат однапред дека е близу денот. Така свети Теофилак Тохридски, именувајќи ги светите 15 тивериополски свештеномаченици како зраци на новиот ден, го започнува житието за нив, од кое всушност и црпиме најмногу податоци за нивниот живот и дело. Она што се знае е дека живееле во 4. век, во времето на Флавиј Јулијан II или уште познат како Јулијан Отпадникот, последниот пагански римски и византиски цар на Константиновата династија. Значењето на светите 15 тивериополски свештеномаченици во зародишот и втемелувањето на христијанството во ерата на паганизмот е несомнено. Не знам, од денешна перспектива, современиот човек и од перспектива на денешното време во кое што живееме, во кое што апсолутно се релативизира, би можеле да разбереме и да проникнеме во таков еден апсолутен идеал за кој што човек е подготвен да умре. А таков идеал имале мачениците Христови, односно Христос бил нивниот идеал. Тие за него живееле, за него умирале и
Еве за делото на светите 15 вериополски свештеномаченици можеме да зборуваме од перспектива и од мачеништвото на било кој маченик на црквата. Еден голем светител на црквата, епископ Антиохиски, кој што пострадал во Рим, во римскиот Колосеум, тој ги молил своите духовни чедоугледни римјани кои сакале да се застапат пред Сенатот да биде поштеден. Тој им велел, немојте, не го правете тоа, јас сакам да пострадам за Христос и да бидам сомелен од забите над зверовите како најчиста пченица. А не се грижате за моето страдање, мојата крв ќе биде само семе од кое што ќе никнат уште многу нови христијани. Тоа всушност и се случило со ова сведоштво и со страдање на светите 15 свештеномаченици, не само во Тивериопол и за населението на Тивериопол, туку и за сите околни градови. Така и вели свето Теофилакт Охридски, авторот на нивното житие, дека Тивериопол станал како кула, како светилник за сите околни градови. Тоа е сведоштвото на мачениците е сведоштво за победата на животот над смртта. Мачениците се личности кои што го победиле светот, следејќи му на оној кој што прв го победи светот, Богочовекот Христос. А од перспектива пак на еден друг голем светител кој што живеел после Свети 15, после Свети 15 Тивериополски свештеномаченици непосредно после Миланскиот едикт, Свети Јован Златоуст, тој вели: христијаните го победија светот не убивајќи, туку дозволувајќи да бидат убиени. Тимотеј и Комасиј, Евсевиј и Теодор. Не можејќи повеќе да гледаат како идолите се почитуваат, го оставиле Солун и се преселиле во Тивериопол, кој лежи на север од Солун и граничи со Илирик. Тука, откако нашле малку слобода, го посеале семето на словото во нивите на душите и обработиле за Христа богата нива со изобилно класие. Освен словото, тие имале и светол живот. Тимотеј станал епископ на Тивериополската црква и со тоа свеќата била поставена на свекникот. Комасиј пак порано бил војник и тоа одличен војник. Војничкиот појас и славата ги оставил на оние кои се предадени на земјата и откако го зел крстот Христов и се облекол во монашка облека, односно оружјето на светлината, го проповедал словото на вистината во Тивериополските села. Евсевиј пак од сребролюбието, како од корен на секое зло се гнасел. И она малку што го имал го раздавал на сиромасите со благост и простодушност и просто кажано, тој бил татко на сираците, помошник на вдовиците, благ, кроток, со еден збор ученик Христов. Теодор пак бил еден од 318 свети и блажени богоносни отци собрани во Никеја, кој го дополнил бројот на тие блажени со што бил удостоен со чин и дар на епископ. Тој ја објавил на Тивериополците светлината на благочестивата и православната вера. И така, не било возможно да биде лага кажаното од Господа дека не може да се скрие град изграден на врв планина, односно, животот на тие свети мажи, поставен на височината на доброделата и издигнат високо над долината на плачот, односно, надминливоста на она што е земно и се влече доле. Но, колку и да се труделе тие да живеат незабележливо, станувале попознати, особено на љубителите на доброто. Петар, Јован, Сергиј, Теодор, Никифор, Василиј, Тома, Еротеј, Даниил, Харитон, Сократ. Сите тие, откако ги просветлиле сите тамошни со светлината на познанието, им ги исцелиле нивните душевни слабости, не ги оставиле неисцелени ни оние кои боледувале од телесни болки. Се што добиле на дари го давале на оние кои имале потреба, барајки само една цена, и тоа најскапата,
верата во Христа Семокиниот. Токму затоа и не останале неприметени. Тоа ќе е причината да Јулијан II ги прати своите поданици Филип и Валент во Тивериопол да го секнат од корен ширењето на Христовата вера. И кога светиите го завршија својот благочестив живот на 28 ноември или 11 декември по новиот календар, нивните чесни тела многу денови стоеле зафрлани безчесно, за да бидат изедени од кучиња, зверови и птици, без да добијат озаконето за општата природа погребение. Но Божијата седражителна десница на оној кој се гледа, ги запазил недопрени и неповредени. Затоа, оние кои што ги гледале се восхитувале на Христа Бога. Но никој не се дрзнувал да пристапи и да ги удостои со погребение, зашто ја имале предвид жестокоста на Валента и Филипа. Но откако вие се вратиле повторно во Солун, христијаните кои се здобиле со малку слобода, се собрале, ги подигнале со почести чесните тела на мачениците, како што прилегало, ги завиткале во чисти плаштаници и откако ги извршиле сите служби кои што ги налага законот на христијаните, со свеки и кадење ги положиле во Тивериопол, секого во посебен ковчег, на кој било напишано името на секој од нив, каков живот водел и каков чин имал во Христа. Светите 15 маченици пострадале во првите векови на христијанството за време на прогоните. Нивните мошти исчезнуваат од средновековна струмица. Добар дел од моштите уште во 9 век. На дел од мачениците непосредно после Моравската мисија се носат во новоформираната Брегалничка епархија и се пренесуваат во катедралниот храм кој што им е посветен токму нив. Она што денес имаме како остаток од моштите на светите 15 е една рака за која се претпоставува дека е на светиот маченик Петар, која што во виорот на балканските конфликти, на војните, била пренесена од тука во Солун, во еден солунски храм, па после тоа непосредно после балканските војни е пренесена во Кукуш, каде што се наоѓа до ден денес. На твојата тајна вечера донеси на Божи. Еден од светиите по име Петар, искрено обземен од божествената ревност, се спротиставил на тираните, извикувајќи зборови по нив. Меѓутоа, откако ги чуле тие зборови, тираните пламнале од гнев и заповедале да го соблечат светецот, да го легнат на земја, да го бијат со стапови, да му ги отсечат раците и најпосле со меч да го убијат. Кога се извршило сето тоа, рацете биле фрлени на кучињата да ги изедат. Но една жена, слепа од раѓање, кога осетила дека десната рака на преподобниот Петар случајно и паднала крај нозете, ја зела, ја завиткала во шамијата, поитала дома и не знаела зашто да го употреби тоа што го нашла. И што се не правела? Ја целивала, ја прегарнувала, си ја полагала на очите и во еден час и се отвориле очите. И кога ја видела светлината, со висок глас ја објавувала силата на Христа и на неговите светии и на секој што го прославува Бога. Откако изминале неколку дена, жената достојна за светлина ја зела раката и отишла во Великиот Солун. Таа имала намера ова скапоценост да ја положи на честното место. Го нашла се честниот храм на добропобедната маченица Анастасија и таму ја положила раката. Тоа се случило со честната рака на светецот. Не само маките и страдањата и принесената жртва во име на целта на подвигот, туку и култот на исцелители и спасители стои како дел од ореолот над нив.
половина од житието на свети Теофилакт Охридски е полно со приказни за исцелителната моќ и на светците, а и на нивните мошти. Фатени стануваа, лепрозни зацелуваа, слепи прогледуваа. Но и денес, после 17 века, светците се уште не чуваат и се уште не заштитуваат. Црквата е место, односно поточно литургиското собрание на црквата е место каде што Бог се пројавува. А таму каде што се јавува Бог, се надминуваат законите на природата, што воедно е дефиниција за она што ние го нарекуваме чудо. Светите на црквата, светите маченици, светите 15 маченици се благодатни личности, обдарени со неизмерна благодат Божија и самите тие се рефлексија на несоздадените енергии Божји, кои што ги даваат и ги рефлектираат на сите оние кои што ним се обраќаат или заедничарат со нив. Она на што јас би се задржала воедно да биде одговор на вашето прашање не е некое конкретно чудо кое што би не импресионирало, секако дека има и такви непрекидно, речиси 2000 години, од и светите 15 маченици се постојано такви какви што пееме во нивниот ропар, исцелители на болните, утешители, лекари и така натаму. Но она што лично за мене е најголемо чудо, а во што и самиот се уверив кога пред повеќе од 20 години дојдов прв пат во Струмица и овде на местото каде што пострадале светите 15 тивериополски маченици е личностниот однос. Личностниот однос со светите 15 од луѓето кои што живеат во Струмица. Пред се од постарите струмичани, побожни струмичани кои што некој од нив не се веќе меѓу нас, тие се во Царството Небесно. И тоа за еден млад човек кој што го бара Бог исклучително важно да види едно такво сведоштво на таков љубовен, личносен однос со светите на црквата. Тоа за мене беше најголемо чудо кое што сум го доживеал како млад човек, тоа сите ние го чувствуваме кои што доаѓаме тука во храмот на светите 15 и на местото каде што тие пострадале и го осветиле. И мислам дека за нас струмичани нема посвето место на светот од ова место. Низ историјата назад, таа човечка потреба да се биде поблизу до Бога и неговите чуда е рефлектирана и во безбројте присвојување на моштите, независно дали завршиле на југ или на исток. Во таа смисла, струмичани, единствено како вистински чеда на Тивериопол, треба да бидат горди на своите светци. Ние секако дека треба да бидеме благодарни, тоа е неизмерна милост и дар Божи да живееме во градот кој што го просветлија и го осветија со светоста на своите животи, со својата маченичка крв. Светите 15 тивериополски свештеномаченици да чекориме по улиците по кои што тие чекореле. Но не мислам дека единствено тоа е доволно да се наречеме нивни достојни или вистински чеда. Вистински чеда на светите 15 тивериополски свештеномаченици ќе бидеме само тогаш ако направиме место во нашите срца за оној за кого што тие умреа и пострада. Нивни вистински духовни чеда ќе бидеме тогаш кога ќе престанеме, ќе излеземе од лушпите на својот егоизам, на своето самолюбие и ќе се потрудиме да станеме повеќе братолюбиви, човеколюбиви, боголюбиви. Вистински духовни чеда на свети 15 ќе бидеме тогаш кога ќе се потрудиме барем малку да живееме според принципите на Евангелието кое што тие го проповеда и заради кое што беа убиени. Чудата
се вистинска река без крај. Поток на наслада и неисцрпен извор кој непрестано тече. И ако со вера се примаат, залог се и доказ за добивањето на вечните блага, за кое е напишано: што око не виде, уво не чу, ниту на човека на ум му падна. Тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. Во тие богатства ќе пребиваат светиите појасно и посовршено во Христа Исуса, нашиот Господ, кому му припаѓа секоја чест и поклонение, со вечниот и безпочетен Отец и со се светиот, благ и животворен Дух, сега и секогаш, и во сите векови. Амин. Ете, почитувани, тоа е програма во живо. Меѓутоа, ова што го видовте, го оставаме во аманет на градов и сум сигурна дека ќе имате прилика да го изгледате и на многу други места. Она што сакам сега е уште еднаш официјално да му се заблагодарам на неговото преосвештенство, викарниот епископ Стобиски господин Јаков, за подадената рака во реализацијата на овој проект и за подарокот оставен на Струмица. Ви благодарам од срце. Пред да продолжиме со уметничкиот дел на седницава, треба да доделиме едно признание кое е надвор од стандардните критериуми за компетенција. Годинава, за жал, територијата на Република Северна Македонија беше жртва на страотната моќ на огнот. Во такви елементарни непогоди, недвосмислено ја сваќаме својата минорност и својата минливост. И во тие мигови, веројатно најмногу ни треба бар зрнце надеж. Некој кој ќе биде наш спасител, наш чувар во безпомошноста пред природната сила. Жртвувајќи ги своите животи во името на таа улога, пожарникарите стојат како бедем околу нас, давајќи го последниот атом од себе си во име на хуманоста. Во знак на благодарност за таа пожртвуваност, во знак на препознавање и признавање на тоа херојство, годинава, Советот заедно со градоначалникот на општина Струмица реши да додели специјално признание на територијалната противпожарна единица на општина Струмица за особен придонес во 2021 година. Го повикувам градоначалникот на Струмица, господинот Костадинов, да го врачи признанието на заменик командирот на единицата во Струмица Александар Гудев, представник на целиот колектив пожарникари. Она што имавте прилика да го слушнете во воведниот дел на седницата, беше одличната изведба на оперскиот вокал, струмичанката од Македонска опера и балет Јаворка Витанова, во изведба на химната на државата, а веднаш после неа беа прекрасните гласови на хористките од женскиот византиски хор Свети Теофилакт Струмички при храмот Свети 15 Тивериополски свештеномаченици под раководство на професор Зоран Мазнејков. А во следните 15 минути ќе ве оставиме повторно да се препуштите на магијата на уметноста. Прво ќе го слушнете Панче Ќосев,
чија творба е прво наградена во овогодинешниот конкурс за литературни творби посветен на градот во категоријата возрасни автори. После него ќе настапи Викторија Баџуков, ученичка во 4-та година во Средното општинско училиште Јане Сандански во Струмица. Таа ќе настапи со краток извадок од монодрамската верзија на романот Пиреј на Петре М. Андреевски, за кој има добиено повеќе награди не само во земјава, туку и надвор од неа, и за кој јас сум сигурна дека нема да ве остави рамнодушни. И на крај, ќе ве доразнежниме со звукот од бас-гитарата на младичот кој допрва ветува многу и кој е на пат да ја вивне Струмица во светските музички врвови, Иван Кукич. Уживајте. 15 крстови на плоштадот, омаглени и изгубени за очите на луѓето, во молитва клечат и молат допирајки го небото. 15 стојат над раскрсницата на еден град каде секој ден се распнува човекот, каде и сонот за утре исчезнува под метлата на чистачите. Пеколот од желби и сеќавања, надежи, страсти и судири со самиот себе го гонат и бараат да се врати, да ја врати барем формата дека бил човек и сведок на распнувањето, дека е човек и сведок, дека дете за плоштади кај 15-те ги виде, ги поткрена и овенча со насмевка, ја изгуби маглата и погледот кон небото, ги приближи и изгуби во преградката. Дете, човек помеѓу луѓето кои уште ги бараа некаде, заборавајќи го целивото одраѓање, даден со првото кадење со облаците. Химни го красат плоштадот во детските очи, илјада сонца треперат во радост, се разлетуваат и гугутките и гавраните, каде градот од дамнина формираше крст. Другите очи подкрбавено. 15 крстови на плоштадот, омаглени и изгубени за очите на луѓето, во молитва клечат и молат, допирајки го небото. 15 стојат над раскрасницата на еден град, каде секој ден се распнува човекот, каде и сонот за утре исчезнува под метлата на чистачите. Пеколот од желби и сеќавања, надежи, страсти и судири со самиот себе го гонат и бараат да се врати, да ја врати барем формата, дека бил човек и сведок на распнувањето, дека е човек и сведок, дека дете за плоштади кај 15-те ги виде, ги поткрена и овенча со насмевка, ја изгуби маглата и погледот кон небото, ги приближи и изгуби во преградката. Дете, човек помеѓу луѓето кои уште ги бараа некаде, заборавајќи го целивото одраѓање, даден со првото кадење со облаците. Химни го красат плоштадот во детските очи, илјада сонца треперат во радост, се разлетуваат и гугутките и гавраните, каде градот од дамнина формира крст. Другите очи, подгрбавено чекорејќи го плоштадот, уште ги бараат 15-те. Чекорејќи го плоштадот, уште ги бараат 15-те. Неке оди ова за многу. И мечката од север ке се обземи за нас. Ке прави војна и за нас. А уште ние останахме без држава. На сите околу нас им даде. И даде Господ. Кога се степаа во Сараево, нашите мажи земаа војска. Едни ги носеа на австриската граница, а други на Етрене. А може и Етрене да е македонско? Оти, Македонија е голема. А ние не знаеме што да се пишуваме. Да турци, срби, бугари, грци или наути. Кој го зедоа човекот мој, машни и они. Цело ноќ не мигна, око со око не можам да ставам, да склопам, умот не ми заспива. Се така ми гледаш.
poteklo jedna golema voda. I taka voda da se mate, se pene i se pocere, korne ponesla. Prvi, gotkorna, bratičata, gotkorna, voda, uzivo stožera, gosprelta, pisata, voda, početa je potopila, temeljiti direkcija na kukjeta, korne se voda da, i stikluva i djecata, pati jednata, pati drugata. Ama ništa. I zele djecata odrace. Ideni čas. Se kaže, jesena. Sredina da mi se javova na koljena duta, suva i prazna. Ete što znači kuća bez domaćini. Domaćino te i sonce i senka. Ja sam sama pačka sa te filme, što mi gi sede voda. Se razbudili i djecata, se zadeva po postelata, se smeja. A ja se što nisam nekada dao sona. Znam, i da stožer što godne se vodata i on, vodata vojnata, stožer i on. A što je sada denjete na djecata? Neke odi ova narnosi bela, ova mora da donese nekoja bolest, nekoja čuma, sušna godina, košljivo vreme ili nekoja dolga vojna. I dade Gospod, denje noke ti sluša me do pobjede kako profta, ja tresa zemlja da ja prematuva. I danas, suntot se odaljeći. Jeden den, crn den za mene. Poprati sam jednaka da ti odnese kravata i makaratu pokraj rekata. Esen da beše dlaboko ublezena. Sonce da nemaše ni od kaj da ugre, ništo da ugre, ne možeš ni senka da napravi. I trg na detetu me posluša. Napadne, stočuva, trčka, drzići ga, da jeleta kumno. Tetka veliko, trče tetka veliko, a jeleta ga povodi kuršum. Kako kuršum mi bila čin, kuršum, od kada to je kuršum? Ono nešto ki prla me Boga mi bila cifra me vojnici. A ja se jako vam posada. I trčam koliko što me nosat noze. Tamo u poletu, ko gledam angele. Ničko blesnatna zemlja, tamo nekova, ta mlada grl. Angele, angele, povikane tije. A to ni da mrdne, ni da pretne. Ja sam moja kriva plavata i moja brišava pusta što se zasilila. Povaknu vam lice, pusta moja da vam dušata moja. Ma ništo. Moj od angel ništo ne sluša, ništo ne gleda. Ja samo gledam ko neboto i se molam. Ma tamo samo nekojega vraništa. Letat! Letat! Lete do naše tire i ne goništi mirna vojska.
Така, откако одлично ги задоволивме сетилата, вистинско време е да преминеме на службениот дел од настанот. Го повикувам председателот на Советот на Општина Струмица, господинот Маријан Даскаловски, да го отвори официјалниот дел на годинешнава свечена седница. Повелете. Почитуван председател на влада на Република Северна Македонија, ваши високи правосвещенства, почитувани пратеници, почитуван градоначалнику, почитувани екселенци и представници на дипломатскиот кор, почитувани градоначалници од соседните општини, почитувани советници, почитувани гости, дами и господа. Ја отварам свечената седница на Советот на Општина Струмица по повод 11 декември, денот на заштитниците на Струмица, светите 15 евреополски свештомаченици. Денес ги празнуваме нашите заштитници. Ги чествуваме првите наши христијански учители, кои ширејќи ја верата Христова беа погубени во далечната 362 година од послушните слуги на антихристијанската императорска власт. Нашиот град и нашиот народ го чува и негува споменот за нив и за верата Христова, што ја засеале на ова тло како најзначајна оставнина и непроценлив дар, како наследство вкоренето во секој од нас. Нивниот вечен дом во нашиот град е место кој на секој 11 декември и при секоја пригодна можност го подсетуваат и илјадници христијани не само од нашиот крај, туку и од сите краишта на христијанскиот свет. Вечна им слава! На денешната свечена седница на Советот на Општина Струмица, председателот на Комисијата за општествени дејности, господин Александар Ненчев, ќе објави одлуката на Комисијата за општествени дејности при Советот на Општина Струмица за доделување на годишни награди на Општина Струмица Свети 15 верополски свештомаченици за 2021 година
и општинска награда за животно дело Свети 15 Тивросполски свештомаченици за 2021 година. Но пред да ги прогласиме наградените, го повикувам градоначелникот на општина Струмица, господин Костадинов, да го прочита поздравниот говор во честа на празникот. Повелете, гранчаните. Почитуван председателя на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван епископ викарен Стобиски, господин Јаков, почитуван европски владика, господин Пимен, почитувани представници на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, почитувани представници на Католичката црква, почитувани представници на Комисијата за односи со верските заедници, почитувани пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, почитувани представници од соседните општини, почитуван председателя на Советот, почитувани советници, драги гости, дами и господа. Ова е тој ден. Ова е тој извор од која гасиме нашата духовна жет. Ова е лебецот од кој црпиме енергијата на нашето постоење. Го примивме завештанието од нашите предци, за да им го предадеме на тукушто родените струмичани. Тоа примопредавање од рака на рака, од срце на срце, од колено на колено, трае и ќе трае, се дури трае родот човечки и љубовта богочовечка. Се дури струмица и струмичани суштествуваат како урнек за нераскинлива симбиоза. Токму затоа денот денешен е ден за празнување и ден за чествување. Во овој празник на срцата и душите струмички се е возвишено и невообичаено убаво. Овој ден е сосема различен од сите останати во годината, затоа што во него секој наш чекор е посмел и посигурен. Секој наше здраво живо поинако звучи. Сите мириси на градот се спојуваат во мирисот на празнувањето и секое биење на црковните камбани го одредуваат ритамот на нашето срцебиење. Денес се е во знакот на почитта кон светите 15 тивериополски свештеномаченици и нивното свето дело, а секоја наша душевна дразба е артикулација на неизмерната благодарност, која имаме кон заштитниците на нашиот град за христијанскиот дар со кој тие не дарува. Благочестивите 15 апостоли и денес го заслужуваат нашето поклонение, оти тие се најзаслужните за нашата боголюбност и за сите духовни вредности со кои се гордееме. Причина за таа наша гордост е историскиот запис кој не подсетува дека нашиот град уште во 4. век станал центар на христијанството. Сведоштвото вели: Тивериопол достигнал да стане како некоја кула, од секаде видлива, која раздавала светлина на верата и на другите градови на запад и ги враќала од мракот на заблудата. Оние што се наоѓале во длабокото море на неверието. Не е случајно што свештеномачениците токму на оваа парче земја нашле малку слобода и со словото на нашите души обработиле за Христа, богата нива со изобилно класија. Писанието понатаму ќе рече: идолската лага на злочестието го разобличија и Христа го проповедаа победниците над смртта најсвештени. Христијанството како препознатлив белег на нашето духовно живење може да се огледа и во храмот
кои струмичани го подигнале во чест на 15 Божји апостоли. Прагот на тој храм секогаш со задоволство го пречекоруваме, не само на тој свет ден, туку и тогаш кога нашата душа има потреба да се претвори во духовен вентил. Така било и останало. На тоа не подсетува канонот на мачениците во кој се вели кладенец на чудеса и извор на безбројни исцеленија. Река на благодат и очистување на душата, храмот е на светите 15. Дојдете верни во него да се просветите. Чувството дека на овие наши простори, рано христијанските апостоли го ширеле Словото Господово и без страв чекореле по патиштата на историјата и по оваа наша струмичка земја. Тоа не прави одважни и среќни. Таа среќа секогаш треба да биде подкрепена со повторување на четивото за една света мисија, која представува црст темел на нашата христијанска вера. Од тоа четиво ќе откриеме дека во времето на римскиот император Јулијан Отпадникот бил издаден акт за голем прогон на христијаните од империјата. Јулијан ги вратил старите пагански верувања и го отфрлил христијанството, издавајќи наредба за одмазда кон сите оние кои нема да се вратат на старите обичаи. Во градот Никеја, во Мала Азија, била прочитана наредбата на императорот, а тоа резултирало со бегство од градот на Божиите служители Тимотеј, Комасий, Евсевиј и Теодор, кои најпрвен се населиле во Солун. Тие сакале во тој град да го шират христијанството и Словото Божјо, но солунчаните им рекле дека во нивниот град не се созреани условите за такво нешто. Па ги советувале да отпатуваат во Тивериопол, денешна Струмица, кај што веќе постоела плодна почва за нивното христијанско семе. Така и се случило. По доаѓањето во нашиот град, Тимотеј станал епископ на Тивериополската црква, Комасий се замонашил, а истото го сторил и Евсевиј. Теодор исто така бил епископ, познат како учесник на првиот Вселенски собор во Никеја, одржан во 325 година. Со нивната христијанска проповед, тие веднаш биле прифатени од местното население, а кон нивната мисија се приклучиле и Петар, Јован, Сергеј, Теодор, Никифор, Василий, Тома, Еротеј, Данаил, Харитон и Сократ. Откако во Солун се чуло за нивното свето дело, од страна на службениците на императорот Јулијан Отпадникот, било наредено да бидат најдени и погубени. Така и се случило. На денешен ден, во 362 година, светите 15 тивериополски свештеномаченици биле зверски убиени, а нивните тела расфрлани на разни страни. Но жителите на градот ги зеле телата и ги погребале во посебни гробови на кои биле испишани имињата на секој од нив. Телата на светителите биле погребани во доцна античка некропола, надвор од градот. Подоцна, како резултат на волјата Господова, моштите на мачениците станале извор на повеќе чуда. Нивната исцелителна моќ била толку голема што болни оздравувале, слепи прогледувале и неподвижни проводувале. Едно од тие чуда е и отсечената десна рака на Тивериополскиот свештеномаченик Петар, кој се уште се чува во еден црковен храм во Кукуш. Денот на погибието на мачениците, 28 ноември по стариот или 11 декември по новиот календар, е денот кој се слави како патрон на нашиот град, како ден на заштитниците на Струмица. Ете токму од тие настани и од времето на дејствување на светите 15 тивериополски свештеномаченици датира всаденото боголюбие во срцата на струмичани и зародишот на христијанството во нашиот град. Затоа денес, како и на секој друг 11 декември, горат кандилата во домовите на сите благочестиви струмички семејства. Во тие кандила се здомила и светлината и топлината на нашата вера христијанска.
Но денес, како никогаш порано, важно е да останеме своји, да останеме достоинствени и да бидеме секогаш верни на духовните, но и на моралните вредности. Тие вредности доаѓаат од автономијата на човековите права, човековата слобода, која ни овозможува да размислуваме, да расудуваме, да планираме, да креираме, да создаваме, да воспитуваме деца на праведност и честност, да подучуваме и да одлучуваме по свој терк и со своја глава. Но за сето тоа мораме да го разбудиме човекот во нас. Мораме да ја разбудиме љубовта во нас. Така ќе бидеме тоа што во суштина сме. Мораме да бидеме такви какви што не создал Бог. Нам не ни прилега да бидеме ни јагниња, ни волци, а уште помалку да бидеме волци во јагнешка кожа или јагниња во волчја кожа. Словото Божјо треба да биде нашето прибежиште, за да се избавиме од грешноста и да го пронајдеме вистинскиот пат кон нашето спасение. Време е за деконтаминација на мислите, душата и срцата и рестартирање на нашите животни агенди во кои повторно ќе пронајдеме место за ново завештание пред Бога и примање на благословот, милоста и промислата, како непроценливи Божји дарови. За да го сториме тоа, мора да престанеме да изслугуваме на суетата. Мора зборот ние да го ставиме пред зборот јас. Мора да ги повикаме на помош свеста и совеста да не бидат сопатници низ животот. На раскрсницата од нашите предизвици и искушенија ќе биде повеќе од неопходно да го избереме можеби подолгиот, потрнливиот и понерамниот пат, но секако вистинскиот пат кој води кон наша заедничка среќа. Тоа е патот на соработката, разбирањето, единството, солидарноста и хуманоста. Тоа е патот кој не води до терезијата со кој се мерат нештата во животот. На едната страна од терезијата се наоѓаат омразата, злото, нечовечноста и лагата, а на другата страна љубовта, добрината, човечноста, но и вистината. И нашиот Севишен Бог и светите 15 тивериополски маченици, но и сите ние, добро знаеме кои нешта повеќе тежат, а кои нешта на крајот триумфираат во животот. Во тој поглед неприкосновени се вистинолюбието, човеколюбието и боголюбието. Нешта кои на секој од нас треба да ни бидат во преден план. При тоа секој човек треба да знае дека лагата е снегот, а вистината е сонцето на нашето живење. Снегот може немилосредно да паѓа и да се напластува колку што сака. Но кога тогаш на сцената излегува сонцето и го топи до последна снегулка. Нам ни останува само да бидеме добри луѓе и достојни на зборот човек. На оној збор кој сами го девалвираме понекогаш. Да не им се подчинуваме на стереотипите или на предрасудите. Да го почитуваме минатото, но не и да му робуваме. Да мечтаеме за иднината, но да не ги оставаме мечтите неподкрепени. Да ја живееме сегашноста сонувајќи со отворени очи. И да создадеме ново јаве во кое ќе бидеме градители на безвременски мостови со црста арматура, мостови кои ќе ги поврзуваат луѓето за да се почитуваат и сакаат повеќе. Да бидеме големи и да ползуваме скриеното богатство на нашите души и срца. Големината на човекот се мери со љубовта и добрината кој ги носи во себе и несебично ги споделува со останатите. Едно добар ден, една насмевка, еден убав збор и една подадена рака вредат повеќе од сите богатства на овој свет. Да сме верни на верата и да ја негуваме и надградуваме љубовта кон светителите и кон Христа. Ако е Господ Бог се она што имаме, тогаш имаме се што ни треба. Со почит и љубов кон светите 15 тивериополски свештеномаченици,
да си ја сакаме и Струмица, како што се сакаат ближните и најмилите. Да си ја сакаме не само со збор, туку со оставање на собствени белези на нашето постоење во нејзиното севкупно битисување, на нејзините вековни и постоечки вредности, да надоградуваме вредности со нов сјај, како рефлексија на новото и современо време, да му се радуваме со озарени лица на секое камче од овој богат мозаик на овој наш град и да се потрудиме да го направиме уште поубав, уште побогат и уште посветол. Тоа што со љубов сме го наследили од предците, со љубов треба да го предадеме и на идните генерации. Оти овој чудесен град ниту почнал да постои со нас, ниту со нас ќе престане да постои. Струмица заслужува прогрес по нејзина мерка и по мерка на сите струмичани. Тоа можеме да го сториме исклучиво со заеднички влог, но и со вера, и со надеж, и со љубов. Нека ни е честит и вековит денот на заштитниците на Струмица, светите 15 тивериополски свештеномученици. Благодарам. Сега го повикувам председателот на Комисијата за општествени дејности на Општина Струмица, господинот Александар Ненчев, да ги прогласи наградените поединци за 2021 година. Благодарам. Почитуван председател на Совет на Општина Струмица, почитуван градоначалник на Општина Струмица, ваши високи преосвещенства, почитувани гости. Одлука за доделување на годишна награда Свети 15 европолски свештеномученици и награда за животно дело на Општина Струмица Свети 15 европолски свештеномученици за 2021 година. Најпрвен ги повикувам председателот на Советот и градоначалникот да ги доделат наградите. Годишната награда на Општина Струмица Свети 15 европолски свештеномученици за 2021 година како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на Божана Трајкова за особен придонес во областа на крводарителството и хуманоста. Божана Трајковска е родена 1972 година во Струмица. Таа во моментот работи како личен асистент на лица со попреченост, која е организирана преку организацијата на Црвен крст Струмица. Своето прво крводарување го започнува во 2013 година. Од тогаш ја запознава големината на најхуманиот гест на дарување на дел од себе и редовно дарува крв најмалку 2 пати годишно. Освен редовното крводарување на организирани крводарителски акции, поради ретката крвна група нулта негатив, честопати на повик се одзива и дарува крв за итни случаи. Секојдневно дава и свој допринос со помош при агитирање, мотивирање и привлекување на нови крводарители. Има добиено благодарница во 2021 година за хуманист, агитатор и мотиватор во крводарувањето од страна на Црвен крст на Република Северна Македонија, а според евиденцијата досега има дарувано 19 пати крв. Со својата докажана хуманост служи како пример на другите граѓани за зголемување на крводарувањето во нашата средина. Годишната награда на Општина Струмица Свети
15 европолски свештеномаченици за 2021 година како признание на општина Струмица за посебни остварувања се доделува на Наталија Иванова за особен принос во заштита и изгражување. Наталија Иванова е родена 1994 година во Струмица. Абсолвент е на правен факултет и председател основач на Сдружение за заштита на животни Animal Lovers во Струмица. Уште во првите студентски денови почнува да се грижи за бездомните кучиња околу факултетот и низ улиците во Струмица. Средствата кои што родителите и ги даваат за потребите на факултетот, таа ги наменува за храна и помош на бездомните животни. За да биде поефикасна, се приклучува кон граѓанското здружение Фауна, каде што волонтира неколку месеци, за да потоа регистрира и свое собствено здружение за заштита на животните. Несебично и со многу ентузијазам се грижи, храни, лекува и вдомува многу улични кучиња. Успева да направи и голема мрежа на соработници во земјата и странство. Како плод на незината макотрепна работа, Наталија во последната година успева да вдоми повеќе од 150 кучиња во Англија и Германија. Моментално се грижи и лекува околу 70 кучиња во сопствено прифатилиште. Соработува со сите граѓански здруженија во Македонија и во странство. Во рамките на здружението се врши редовна едукација на учениците од основно и средно образование со цел подигање на свеста на учениците за згрижување на бездомните животни. Таа учествува и во програмата на Dog Trust во Англија и добива сертификат за успешно реализирана обука за изградба на стационар и социјализација на кучињата. Годишната награда на општина Струмица свети 15 европолски свештеномаченици за 2021 година како признание на општина Струмица за посебни остварувања се доделува на Ѓорги Калајџиев за особен принос во Ѓорги Калајџиев, роден 1961 година, е македонски поет, телевизиски новинар, водител, текстописец и раскажувач, кој живее и работи во Струмица. Автор е на поетските книги Алтернативно живење, Бремено време и Уа Јура, а избор од неговата поезија излезе и на бугарски јазик во двете книги Кандило на осамнувањето и Нишан. Бил учесник на повеќе поетски фестивали и литературни средби во земјата и странство и е добитник на повеќе награди и признанија. Калајџиев учествуваше на 3 меѓународни онлайн поетски фестивали на кои настапија поети од повеќе земји од светот. И тоа во Италија, во Бугарија, како и на првата светска виртуелна уметничка олимпијада на која доби специјално признание. Тој се здоби со сертифицирано признание од Хрватското книжевно друштво од Риека за минатогодишното учество како поет и водител на 3-месечната онлайн манифестација Прозор у свет, на која учествуваа 100 поети од сите светски меридијани. Ѓорги Калајџиев беше дел и од јубилејното 15-то издание на мајските средби на словенските творци Свето Слово во Бугарија. Во конкуренција на поети од Русија, Хрватска, Северна Македонија и Бугарија, тој ја доби единствената награда Свето Слово, со што стана единствен од учесниците на оваа меѓународна поетска манифестација кој се здоби со право избор од творештвото преведено на бугарски јазик да биде издадено во негова авторска книга. Еден од најпознатите и највлијателни светски весници Русија денес, кој излегува во Москва, му посвети цела страница на Калајџиев, објавувајќи 13 негови песни и пригоден биографски текст, а под наслов Поетот од градот над звездите. Калајџиев добивал бројни награди како сценарист, афористичар, есеист, новинар и текстописец на музички композиции, а е добитник и на општествена награда, со што вкупниот број на освоени награди денес изнесува 76. Со дел од своето творештво е застапен во домашни и светски антологии и во повеќе списанија од областа на литературата. Неговата поезија е преведена на англиски, италијански, руски, полски, словенички, хрватски, српски, црногорски и бугарски јазик. Рецензент е на преку 40 дела од автори од земјата и странство.
Јас имам задачата да се заблагодарам од тројцата добитници на годишната награда Свети 15 Ивериополски свештеномаченици. Почитуван председателе на владата на Република Северна Македонија, господине Заев, почитуван градоначалник на општина Струмица, господине Костадинов, почитуван председателе на Советот на општина Струмица, господине Даскаловски, почитувани господа, отец Пимен и отец Јаков, почитувани представници на Македонската православна црква Охридска архиепископија Струмичка епархија и на Католичката црква, почитувани гости и пријатели, драги сограѓани, нека ни е честит, вековит и благословен денешниот празник, Свети 15 Ивериополски свештеномаченици. Нека ни е за многу години. И што да кажам во овој момент? Наградите може би се важни, ама не се најважните. Јас во животот сум освоил повеќе, пред некој ден освоив награда на еден меѓународен конкурс по повод 200 години од раѓањето на Достоевски и од поети од целиот свет ја добив првата награда. Но кога таа награда ќе ја споредам со денешнава, тогаш нештата не се мерат. Оти има ли поубава награда од тоа да добиеш признание од градот во кој си се родил, во градот во кој си пораснал, од градот кој те овозможил да го правиш тоа што го правиш со љубов. И навистина, што е поважно од наградите? Љубовта. Арно рече градоначалникот Костадинов дека во секој од нас треба да го разбудиме човекот и во секој од нас треба да ја разбудиме љубовта. Оти тие две нешта се многу важни и живеат во една симбиоза. Чуму човек без љубов, чуму љубов без човек. Така е, нели? И да не заборавиме дека, кога сме веќе тука, дека токму од оваа говорница, цели 11 години еден човек во улога на градоначалник на општина Струмица, сега председател на владата на Република Северна Македонија, ни даваше поуки да го разбудиме тој човек и таа љубов, нели? Да ги ползуваме тие вредности. Ни даваше поуки како Струмица да ги сака струмичани, како струмичани да ја сакаат Струмица. Сега, друго е прашањето ние колку го послушавме и колку тоа го спроведуваме во нашите животи. Да, навистина, љубовта е најважна во животот. И чинам дека токму таа љубов не поврзува нас тројцата наградени на годишната награда на општина Струмица, Свети 15 Ивериополски свештеномаченици. Еве, јас сум добил многу награди, но ниту една не е таква. И јас сум добил награди најмногу за мојата поезија. Со поезија се занимавам 40 години, но ниту единствен денар немам заработено од поезија. Јас честопати сум рекол, од поезија не се живее, но вреди за неа да се живее. Се согласувате дека е тоа така. Таква е состојбата и со другата наградена. Има прекрасно име на овој Божји ден, Божана. И таа знае, и сите ние знаеме дека крвта ниту се купува, ниту се продава. Таа се дарува. Таа се дарува со љубов. И со љубов кон граѓаните, на кои утре, задутре, може би ќе им затреба. Таква е состојбата и со младата Наталија, која со љубов им помага, ги згрижува, ги лекува животните. Има ли поубава љубов од тоа? Во името на таа љубов ние добивме награди и со љубов им благодариме и на општина Струмица, и на градоначалникот Костадинов, и на Комисијата за општествени дејност при општина Струмица, и на сите вас сме ви благодарни. И само уште неколку збора, јас мојава награда ја посветувам на семејството, особено на мојата ќерка Мила, за да оди по патеките на животот со љубов. Благодарам на сите.
Како обштествено признание за воредно значајни остварувања од посебен интерес на општина Струмица и Република Северна Македонија се доделува наградата Свети 15 европолски свештеномаченици за животно дело во 2021 година на Никола Донев за особен принос во областта на спортот. Никола Донев е роден 1947 година во Струмица и со одбојка почнува да се занимава уште како ученик во Струмичката гимназија во далечната 1962-63 година во тогашниот Струмички одбојкарски клуб Партизан, а подоцна и одбојкарски клуб Струмица. Во сезоната 65-66 преминува во тогашниот прволигаш на поранешна Југославија Вардар. Со своите одлични игри во најквалитетната прва лига на Југославија. 1968 година бил повикан за настап на тогашната репрезентација на Југославија како прв одбојкарски репрезентативец од Македонија кој има настапувано за репрезентација на Југославија. Во сезоната 69-70 Донев бил второ пласиран во изборот на најдобри одбојкари репрезентативци во првенството. Во дресот на југословенската одбојкарска репрезентација Никола Донев има над 30 настапи, меѓу кои го издвојуваме настапот и учеството на светското првенство во Софија, Бугарија во 70 година, во европското првенство во Белград, како и на повеќе балкански првенства. Никола Донев после 1970 година настапува во дресот на Струмица во рамките на првенствата на втората сојузна лига на Југославија. По завршувањето на богатата да изразам една благодарност на ветераните од одбојката на Струмица, потоа Комисијата за обштествена дејност на Собранието Општина Струмица, градоначалникот, тука е председателот на Советот, тука е и Заев. И исклучиво сакам една благодарност да изразам за тоа што таа награда се добива еднаш во животот и да бидам искрен ми представува многу. Друго што сакам да кажам, непријатно е за себе да зборувам, во одбојката сум 30 години, меѓутоа тоа беше за време на, морам да кажам, за време на Југославија. Сега е друга ситуацијата. Македонија има нешто дел од мене, имам некои заслуги минимални за развојот на одбојката во Струмица и изопште во Македонија. Целата кариера ја поминав во Македонија, за разлика од денешните играчи, што сите ходат во странство на еден вид на печелба. Тоа не е случајот со мене. Значи, 30 години ги поминав, прво 20 години како играч, 10 години како тренер, само во Македонија. Е тоа што е битното што сакам да го кажам. Друго, не би имал што да кажам, да поздравувам сите. Им ја честитам наградата на сите годинашни добитници и им посакувам да им биде мотив плюс на патиштата кои им предстојат. Воедно ги поканувам на заедничка фотографија на сцена со градоначалникот и председателот на Советот на Општина Струмица. Вам, почитувани, се надевам ќе излезете одовде со срце полно љубов, вера и надеж. Ви благодарам за присуството и ве поканувам заеднички да наздравиме во фоајето на културниот дом, каде ќе ве дружат песните на распеани струмичани. Секое добро и довидување.